Со врачување на престижното признание актер на Европа за животно дело на францускиот театарски уметник Марсел Бозоне и наградите Клучевите на Приспа, на македонскиот поет и академик Христо Василевски и на француската театарска режисирка Франсуаз Филитис Лабрус. Синоќа во амфитеатарот во Ресен почна 15-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал Актерот на Европа. 2003 година, кога еден од основачите на фестивалот Жак Лакариер го прочита својот историски текст во Преспа Илјанници вчера и едно единствено утре, за актер на Европа беше прогласен Љуба Тадич, тогашниот легендарен актер на некогашната југословенска театарска сцена. И од тогаш до сега 15 имиња на врвот на европската култура се прогласени за актери на Европа токму во Преспа. По Брус Мејерс од Велика Британија, Ана Патерсон од Шведска, Раде Шербеджија од Хрватска, Јонкара Митру од Романија. Оваа година за актер на Европа е прогласен Марсел Бозоне, легендата на францускиот, европскиот и светскиот театар. И сега ова беше само увод за да го поканам Марсел Бозоне да се обрати до нашите медиуми. Peut-être que ça récompense le travail que j'ai fait. Може би сето ова е како награда на мојата досегашна работа, плодотворна, за сите улоги што сум ги играл и среќен сум за оваа награда во Македонија. Всушност е ова моја прва награда во Македонија и многу сум среќен што сум овде, задоволен. Навистина сум задоволен затоа што оваа награда ги затврстува врските меѓу Франција и Европа, меѓу Франција и Македонија најпрво, потоа меѓу Македонија и Европа, и тоа се многу значајни врски и среќен сум што сум дел од нив. Градоначалникот на општина Ресен Јоко Стрезовски истакна дека манифестацијата врши одлична промоција на Ресен и Преспа, но и самата ја збогатува туристичката понуда. Актерот на Европа полека но сигурно прераснува во една исклучително квалитетна културна манифестација која што врши навистина силна промоција на Ресен и Преспа, на културата на Ресен и Преспа и на се она што Ресен и Преспа имаат да го понудат како културен настан, како културно збиднување во рамките на Преспанското културно лето, во рамките на сето она што се нуди како пропратен културно забавен елемент на оваа летна туристичка сезона која што неодамна започна. На првата фестивалска вечер беше прикажана представата Идиотот Достоевски во изведба на Академскиот театар од Букурешт, а во наредните денови љубителите на театарот ќе може да погледнат уште 6 театарски дела од Македонија, Бугарија, Франција, Косово и Србија во традиционалниот амбиент на Ресинскиот Сарај. Фестивалот ќе заврши на 11 јули со врачување на награди за најуспешните.